Почитувани граѓани, со блокадата на собранието, пратениците на ВМРО-ДПМН го загрозуваат здравието на граѓаните. На граѓаните им е неопходна новата реформска влада, која што ќе ги спаси од штетните здравствени политики и бизнис интереси воспоставени од Никола Тодоров и Никола Груевски. Новата влада ќе обезбеди здравство посветено на луѓето. Нема да се затвараат оделенија и пациенти да чекаат за операција со месеци поради недостаток на медицински персонал. Таков е случајот со болницата 8 септември. Основните плати на здравствените работници ќе бидат двојно зголемени, а платите на специјалистите во наредните 3 години ќе се покачат на 100.000 денари. Така ќе ги задржиме лекарите и персоналот во јавното здравство, за да обезбедиме соодветна грижа за граѓаните. Деновиве лично од директорот на болницата 8 септември, граѓаните слушнаа дека дел од медицинскиот персонал си заминал во странство, а дел во приватните клиники. Според објавени информации од некои медиуми, преку 200 лекари годишно си заминуваат од Македонија. Скандалозно е да одат милионски суми, пари на граѓаните, за тендери и медицинска опрема која што стои во кутии, а граѓаните да немаат каде да се лечат. Освен болницата 8 септември, половично прима пациенти и градската хируршка болница Свети Наум Охридски, која, како што велат вработени, поради лоши изведби се реконструира со месеци. Од тие причини, од градската хируршка болница се пренасочуваа пациентите во болницата 8 септември. Дел од нив сега ќе останат без потребната здравствена заштита. Нема ни нов клинички центар. Од најавата пред 5 години остварен е само спорен тендер на власта во заминување. Поради колапсот на здравствениот систем, според Европскиот здравствен потрошувачки индекс, Македонија е рангирана на предпоследното место по здравствени резултати во Европа. Новата реформска влада ќе го стави граѓанинот во центарот на своите политики. Ќе има достапен, современ и ефикасен здравствен систем. Ќе воведеме бесплатно болничко лекување за здравствените осигуреници, за ничие здравје, повеќе да не зависи од тоа дали има или нема пари. Мој термин ќе го замениме со систем кој што ќе гарантира брза, прецизна и пред се квалитетна здравствена услуга на секое ниво. Ќе ги намалиме административните обврски на лекарите, за да можат целосно да се посветат на своите пациенти. Болниците ќе бидат реконструирани, ќе изградиме нови, а ќе има и нов клинички центар во Скопје. За сето ова да се реализира, потребно е председателот Зоран Заев веднаш да го добие мандатот и веднаш да ја формира новата влада, која што ќе го осигура здравјето на граѓаните и ќе го штити нивниот интерес. Ви благодарам, повелете со прашање на темата. Кратко ќе ви одговорам, тоа не е точно. Значи, тоа не е точно.